На почетокот на сеидбената кампања на Оризот, еден од клучните сегменти е семенскиот материјал кој е битен за остварувањето поголеми приноси и подобар квалитет. Земјоделците од Кочанската котлина се повеќе се определуваат за употреба на квалитетни семења, бидејќи таквата практика подоцна им се враќа со поголеми приходи. Раководителот на Институтот за ориз во Кочани вели дека пролетва земјоделците имаат голем избор на семенски сорти. Познато е на јавноста и на вас дека ние пред 2 години, во 2013 година, внесовме повеќе турски сорти, кои имавме идеја да ги расшириме во производството, бидејќи во производството не само кај оризот, и кај другите култури, во агрономската пракса не се препорачува да се сее само една сорта, бидејќи одредени сорти имат одредени собствени карактеристики према климатските услови, значи имат собствена биологија. Може би одредени климатски услови во одредена година да направат одредени проблеми, односно да го намалат приносот или квалитетот. Затоа се препорачува во производство и сегде е тоа пракса во светот, значи да има производство на повеќе сорти. Ваквите тенденции се резултат на стимулативните мерки на владата која го субвенционира оризопроизводството, па сепак се уште има земјоделци кои наместо оригинални семења или први репродукции, нивите ги засејуваат со меркантил. Јас го лани земах по 40 динара од институт. Од тај сега си подведох за прва репродукција ваша. Да. Тоа си лично наше производство, ама мислам дека испод 40-50 не е. Во голем процент се користи меркантил, поготово во производство на житните култури, кај самооплодните култури, како што е пченицата, оризот, јачменот, ржот и така натака, значи се користи меркантилно семе, додека кај пченката, таму бидејќи хибридите се користат, таму е хетерозистот во прашање, таму значи земјоделците скоро 100% употребуваат семе купено хибридно. Цените на семенските материјали кои може да го набават оризопроизводителите варираат од 50 до 90 денари за килограм. Имено семенскиот материјал произведен во Институтот на земјоделците им се нуди по 50 денари за килограм, а приватните фирми кои се јавуваат како увозници на семења, главно од Италија, ги продаваат по 90 денари за килограм. Поради тоа што турските семења ориз се со пократок период на вегетација за околу 15 на дена, Андов на земјоделците им препорачува да ги употребуваат на површини кои ќе се сеат по 15 мај. Нашите старите земјоделци велеле до 2 јуни, значи ориз може да се сее. Меѓутоа ја не им препорачувам да чекат крајните дати, значи им препорачувам поготово со сортата Сан Андреа да сеидбата се изврши што поскоро. Турските сорти, значи можат да се реков 10 до 15 дена имат вегетација пократка во споредба со Сан Андреа и тие истите можат да се посеат малку покасно и сепак да дадат и да гарантират добри приноси. Меѓутоа за Сан Андреа треба да се внимава, што не значи дека и Сан Андреа не може да се засее во покасните фази. Пролетва сеидбата на оризот започна со задоснување и со други неповолности, пред се од аспект на ниските температури на воздухот и водата. Тоа секако ќе го забави процесот на ратењето и на понатамошната вегетација. Но немајќи друг избор, земјоделците се принудени да се коцкаат со природата, со надеж дека ќе го награди нивниот труд.